Добре дојдовте во нов Аснон. Минатата недела, за жал, почина нашиот драг пријател Нестор Огинар, човек со чиста промакедонска мисла и идеја за Македонија. Нестор беше член на координативното тело на македонците и со нив работеше и соработуваше за идејата во возобнување на Македонија. Денеска со мене го имаме Драган Стоилковски, кој директно од Женева дојде овдека, каде што беше учесник на минатонеделниот маратон во Скопје и го фативме овдека во студиово пред да замине назад во Швајцарија. Со Драган не сум се видел една година и пол. Да. Здраво, Драган. Добар ден, здраво. Драго ми е дека си гостин во нашето ново студио, ново реновирано студио, и да ти се заблагодарам на повикот што дојде овдека, за да како прво дадеме почит кон Нестор. Ти беше соработник со него во координативното тело на македонците од диаспората. Што ќе ни кажеш за него? Ти добро соработуваше во последниве 2-3 години интензивно, скоро на месечна основа, неколку пати месечно. Да. Се координиравте и учествувавте во неколку акции заедно. Што ќе ни кажеш за него? Он беше еден прекрасен човек со една прекрасна македонска мисла. Да, благодарам Сашо за поканата. Еви како што кажа, успеав да имам малку слободно време сега за да имам таа чест да гостувам во вашето студио. Да, за Нестор припаѓаше на координативното тело на македонците во Европа и во светот, кој што постои координативно тело повеќе од 6 години некаде, значи од кога започна ситуацијава со Преспанскиот договор, со сите протести во Македонија и во светот, така и настана тоа координативно тело, координација на луѓето организатори на протестите, кои што беа против договорите кои што се случија против Македонија. Да, личноста на Нестор, мислам, тешко да се опише вака за кратко време. Тој имавме таа чест да биде дел од нашето тело, кој што, да, во последниве 5-6 години редовно бевме во комуникација, бевме и физички се среќававме, бевме повеќе пати овдека на протестите кои што се одржуваше овдека во Скопје. Еднаш бевме исто и на Мечкин камен пред 2019 година, значи кога беше во текот на цементирана северна, да, со Заев. И тогаш бевме на Мечки камен, значи бевме ние околу 30-40 луѓе од диаспорава, дојдовме од координативното тело, од цел свет. Не имаше најмногу, мислам, од Европа, што е нормално. И тогаш ние нон-стоп скандиравме никоја северна, само Македонија. И сега можеш да замислиш во каков амбиент бевме кога сите со Заев и полиции и се што постои од институционална основа е против се што е македонско тогаш. И ние се најдовме во небрано, бидејќи бевме обкружени од полицијава и ни баш врекавме, што се вели гласно, кој Заев поминуваше, а тогаш не требаше никој да се спротистави на тоа. И тогаш бевме обкружени, да, и мислиме дека имаше ставени луѓе кај нас, во меѓу нас, инфилтрирани, само да настане инцидент. И тогаш Нестор беше со милица, и ја тогаш имав малку повеќе прилика на вистина да го запознам во врска со неговото движење на телото, неговата остра мисла, неговата на некој начин не се плашеше од ништо, значи непоколеблив во своето визионерско видување кој што постои. И да, навистина жале што изгубивме таков човек,
кој што јас према мене мислам дека води спорава немаме таков човек. На повидок немаме таков човек кој што е одан од утро сабаре до вечер на каузата, на македонската кауза. Човек кој што колку 30-40 години мислам дека се бави со ова. Јас сум 30 години од 95-та, а тој е пред мене још 30 години, 20 години. Може да замислиш колку има информации имаше во него. Да. Тој ни беше на некој начин како потпора за било што, викам овдека е Нестор. За било што викам тоа не е како има каде да се подпреш, да советуваш и за било кој нешта понатаму. Да, неговата нашево и како што кажа името Нестор Огинар е да го држиме огнот. Да го држиме огнот за Македонија во секоја смисла. И овдека во Македонија и надвор од Македонија. И таа борба да биде секош пред нашиве очи се додека не се постигне целата. Апсолутно. И до нас е сега да го продолжиме огнот на идејата за возобновување на Република Македонија и враќање на исконското име и враќање на државата во наши македонски раце. Точно. Да. И благодарам што дојде овде да го сподели сето тоа со нас. Кажи ми нешто повеќе за координативното тело. Кои се активностите што сега ги правите и како ја гледате иднината? Да, како што напомнав претходно, координативното тело е од 2016 година. Основано. Основано од 2016 година. Седишто е во Женева, каде што сум јас, ама тоа е на некој начин и повеќе, како да кажам, не абстрактно, бидејќи за разлика од многу други организации, каде што се локални, луѓето се локални, овдека луѓето се на сите краеви во светот. Значи тука припаѓаат од Америка, од Австралија, од Европа. Значи како што реков претходно, организаторите со кои што започнавме протестите прво во Европа, во Женева, во Брисел. Значи повеќе пати имамо отидено во Брисел пред Европската комисија, таму имавме значи во последните 4-5 години. Тоа ни беше на некој начин релација особено на нас, действување особено на нас од Европа, бидејќи нормално беше потешко на овие од Австралија до Америка, ама секој во својот континент. Ако се сеќавате, Австралија колку големи протести направи 2017-2018, 50.000 имаше во Мелбурн на улиците. Исто и кај вас ти беше во Канада, мислам. Ја во Калгари ги организирав. Во Калгари, дефинитивно, да. И тоа беше дел каде што ние македонците убаво се организиравме, секој во својата средина, за да дадеме еден сигнал дека тоа што се случува е наметнато и е против нашата волја. Кога сме во однос на активностите кои ќе ги поврзиш со што се случува во Европската Унија и кога гледаш што се случува овдека во Македонија, на Балканот исто така, какви се и сега особено со новата влада, која исто така продолжува на некој начин да го прифати Преспанскиот договор од една страна, исто така Болгарскиот договор е прифатен, но само со некој видоизмедување сака да наметне решение. Како ги гледаш од твоја страна целата оваа ситуација Европа визави Македонија, така наречениот наш европски пат, кој нонстоп ни се сервира овдека како еден нирвана, каде што ние ќе се преобразиме и ќе ни биде светло и ќе бидеме во рајот. Па вака, оваа тема за Европската Унија ми е посебно драга, бидејќи јас имам завршено магистарски труд, студија пред 1999 година во Женева. И сега од сегашна гледна точка, кога ќе направиме ретроспектива на претходното, значи колку има овдека 24-5 години, тоа се случи, да го минуваме ставот. Во смисла на ако се сеќаваш 90 крајот на кога добивме независност од 91-та година,
Да, Европската унија беше како една од целите на скоро на сите партии за да се влезе во Европската унија, ама знаејќи го тој контекст каде што излегуваме од Југославија, од тој на некој начин социјалистички комунистички режим, да, и луѓето барат нова алтернатива каде што е Европската унија. И тогаш на некој начин беше и разбирливо да се оди во Европската унија, ако се сеќавате тогаш и во однос на критериумите само беа Југославија, Словенија и Македонија беа спремни за тоа беше мислењето на Бадентер, кој што почина пред 2 години, да. И тогаш, значи, ако гледаме тој контекст, да, Европска унија, Македонија како Македонија влегува ги задоволува овај критериумите и така патот продолжува понатаму без некои посебни концесии. Потоа знаете со Лисабонскиот договор комплетно се промени целата структура каде што на тој Лисабонски договор експлицитно е кажано дека Македонија никош нема да влезе со европското со името и придавката Македонија. Толку е речено, кој сака да разбере, нека разбере. Сега ако направиме овдека во однос на партиите што кажа, Лисабонското, само за нашите гледачи, 27 јуни 1900 е издадена. Па тогаш беше, да. 26-7 во Лисабон Европската унија имаше содавање и е една од точките за Југославија има точка, внатре во таа точка експлицитно е кажано дека ние не можеме да бидеме дел од Европската унија се додека името Македонија фигурира. Знаејќи дека 92 година го имаме и знамето. Да. Значи ги имаме сите атрибути на македонската држава. Да. И сега ако ја земеме тогашна и сега што ни остана? Што не имаме ни уште македонско, особено со Преспанскиот договор? Вака, значи Европската унија, кој е моето размислување во однос на партии кои што и сегашнава партија и другава партија кој што беше претходно на власт. Тие имат зацртано партии дека наши геостратешки цели се влегување на Европската унија. Да. Самата Европска унија како унија треба да знаеме дека не е тој еден проект кој што мислам институција кој што е фиксирана, кој што дека не се менува. Значи не е истата Европска унија сега пред 30 години и сега. Во однос на критериумите, во однос на многу нешта. Самата Европска унија, значи државите кои што се во Европската унија, тие не се согласуваат со системот на Брисел, каде што постои една институција која што е водена однадвор. Значи не однатре, односно од партиите кои што се во самите национални држави, него е таа како супранационална творба кој што им наметнува и наметната од да кажеме Deep State, сега длабоката држава, па светската длабока држава кој што треба да исполнува свој нешта. Цели. Значи ова сегашнава партија, кои другиве партии, тие секош се задржуваат на тој нивен традиционален став дека нашите стратешки цели се Европската унија. Ама заборава дека значи се менува Европската унија и критериумите се променија. Ако останаа 91 пред Лисабон, окей. Значи за Европската унија ги прифаќаме бидејќи живееме ни во Европската унија. Ама не по критериумите кои што продуценти кои што секојдневно скоро се наметнуваат на Македонија, односно со двојни аршини. Тоа што значи? Тоа значи ако продолжиме ние со истото темпо да не го минуваме курсот на само Европската унија и значи воопшто ништо нема достано од Македонија. Од Македонија во однос на тие идентитетски, мислам, нешта, во однос на култура, и културава, и историјата, и за името, и за било што. Значи секој ден продолжен во таа агонија, како што сега го продолжува и новата партија, мислам, новата власт, ВМРО, ДПМН, значи секој ден треба да знаеме дека оди на штета на Македонија. Значи можеме единствено што може, јас имав таа привилегија кога бев уште на студии во Женева, кој што ми беше професор каде што правев мојата теза за Македонија, беше уште жив, 98 години има, Душан Сиџански. Тој Душан Сиџански, негов асистент му беше Барозо. Барозо од Португалија. Жозеф Барозо, кој што беше 2 мандати истера на Европската унија. Да. И тој мој професор беше за федерализам.
беше таткото на федерализмот на идеолошката поставеност во Европа. И сега, знаејќи ги повеќето нешта кои што се случуваат, ако можеме, например, еден вид како порака да се пренесе, ако мислењето го земете на македонците кои што се надвор од Македонија, во разпрости во светот, значи во однос на Европската унија, за да бидеме малку по-конкретни, практични во тој дел, значи Европската унија да не се уцени. Значи не без Македонија, не без македонско. Знаејќи го потпишувањето на Преспанскиот договор, како дојде. Знаејќи ги другите договори и со Бугарија кои што се случија, се тоа наговестува и кажува дека ниту еден ден повеќе не треба да задржиме на тој пат, европски пат. Значи, вратата нека биде отворена за Европската унија, окей, нема проблем. Значи, сите тие критериуми кои што се од Копенхаген во однос на економски, политички и институционално се добри. Значи, се добри, нема проблем. Значи, вие ќе не мерите по овие критериуми судството, кој што вие го финансирате, кој што има 2% доверба во кај народите. А тој другиот дел што се несува во однос на Македонија, на минување традиции, јазик и тоа, значи тоа не се чепка, не разговараме ни со Бугарија, ни со Европската унија, бидејќи ако ги земете критериумите кои што се основни критериуми за влегување во Европската унија, се трите критериуми. Копенхагенските критериуми. Тоа се економски, политички и другото е аки комунитер на француски институционални тоа е, значи, на институциите внатре на државата. Во државата целото што постои за да се земначат на институциите, автоматски го градувате во вашиот систем. Значи воопшто не се поставува прашање во однос на минување на име, во однос на историја. Напротив, ако земете и Венската повелба која што и од Обединените нации, бидејќи сите се согласуваат, и повелбата на Европската унија кој што е, го има тоа, значи во секоја држава треба да се работи на малцинствата, како во нашите во Бугарија што се. На малцинствата да се заштитат тие малцинства кои што постојат во ова. И идентитетот со нивната матична држава, значи тоа е како придобивка, на тоа треба да се работи. И сега за тоа е неразбирливо ставот, мислам, не ми е јасно, него ставот на Европската унија и на тие држави, нашите соседи кои што го имаат однос за Македонија и како реагират, а ние упорно чекориме кон тоа, пак додиме на преговори со Европската унија, на отворање на поглавја, знаејќи дека поглавјата во Европската унија, и утре да ни дадат под услов. Сега нели се зборува за минување на уставот. Да. За внесување на бугарите во уставот. Они толку со таква леснотија од власта велат, не е проблем за тамо колку илјади бугари. А они сигурно добро знаат, значи не е само бугари со уставот. Што со тоа исто, со во однос на учебниците, во однос на диктирање на политиката, во однос на историјата. Значи тоа е многу проблем. Ние немаме бугари во Македонија, секој знае. Значи немаме бугари. Тоа не значи дека ти ако си изјасниш како бугарин, дека си бугарин, мислам да добиеш некој минување на уставот за тоа. Ти биди што сакаш. Во Европската унија, кој ме прашува мене дали сум македонец? Мислам, дали ме прашува дали поради тоа што сум македонец или некој друг ќе ми даде посебни права да добијам за вустава и било што. Тоа никаде го нема. Значи не треба да се загрозат правата на секој што се искажува, ама минување на устав за такви нешта, значи тоа е комплетен баук, мислам, и воопшто не треба да се продолжи во тој дел. Значи пак да заклучам, во однос на Европската унија, значи преговорите со Европската унија треба да се прекинат. Воопшто да не се оди понатаму, вратата нека биде отворена, еви ги нашите црвени линии, нека владата ги собере прво македонците однадвор, кои што правеаше протести цело време, а не само задржните комитети од партијава, партиите во Македонија, невладините организации во Македонија и се поставуваат црвените линии. Кои се нашите црвени линии? Па после ако треба неки на референдум или било што, не знам. Значи тука, а не да состави местото на еден министер каде што раката уште не му исушена, мислам, како се викаше министерот за надворешни работи кој што го потпиша Преспанскиот договор, значи да решава судбината на цел еден народ. Да. И другото што така да кажам ми отиде мислата, и утре да потпишеме преговорите започнат. Ги внесуваме во бугарите, во уставот. Во уставот, северна е зацементирана, она е веќе зацементирана.
Што се случува? Ако го земете процесот, има 35 поглавја некаде, 35-36 поглавја. 35, да. Во сите и после поделени по шаблони, мислам по шаблони. И сега имаме нов формат на преговори, каде што во 4 различни блока се распределени сите. Да. И сега ако го земете вие поглавја, значи вие можете да дојдете до 34-то поглавје. И после пак да се вратите на првото поглавје. Да. Било која една држава, знаејќи може да наметне некој услов. Секојаш, да. И сега тоа за мене, јас дури дали кога го анализирам ставот на Мисковски во однос на неговото барање кај Европската унија да му дадат гаранција дека ние ќе го изгласаме уставот, ама со дејство после кога ќе се отпочнат преговорите. Значи, еве ти имаш магистратура во Женева на темата, извини. Европски студии. Европски студии. Има ли институција внатре во Европа која што може да додели таква гаранција? Тоа за мали деца, мислам, не знам. Тоа се толку смешни, толку безсмислени барања, да јас кога гледам дека се ставени како една државотворна политика, ја целата држава ја се отсликува таа безсмисленост на самото барање. Дали се сложуваш со тоа? Па, Сашо, нема да одиме многу подалеку. Гледате, ако направиме компарација со гаранцијава на Иванов. На Заев кога ми... Да. Значи, доволно и само тоа е на секој човек кој што не треба да има некои посебни познавања. Значи, нема такви гаранции. И да кажем, и да дадат такви гаранции, што не постоат. Ама да кажеме и дека некој ќе им даде вакви гаранции, значи тоа значи дека се додека не се комплетно обезличи Македонија во целата нејзина форма, па не може да добие на крајот да биде полноправен член на Европската унија, бидејќи баш поради тие поглавја секош може да се вратиш, а и другото да не го забораваме, Турција води повеќе од 40 години преговори. А и друго да не забравиме, Романија во Европската унија, Бугарија во Европската унија. Земете ги, колку луѓе бугари и романци имат избегано од држава. Значи, што е најважно? Мислам да сватиме поентата кога зборуваме за Европската унија. Тука треба повеќе анализи, конференциите се прават, а не само дали си за Европска унија, не за Европска унија. Вие не прашуваат повеќе, ма вие како живеете во Европската унија, а сте против Европската унија. Па им велам, значи, во самата Европска унија луѓето не согласуваат со Европската унија. Со бирократската институција на Брисел, која што е корумпирана, кој што на секој чекор гледаме има превише лоби од војна индустрија, од фармација. Значи, воопшто барањето интересите на човекот, на народот, не се застапени. И затоа, значи сега отворено се зборува, Франција сака да излегне. Ја чекат само сега ситуацијата во Украина, значи Франција има партии кои што сака да излегнат од Европската унија, не сака да видат. Унгарија и така, додека може уште некои фондови да земе. Значи, оваа Европска унија како што е сега, бидејќи целта се оди на тоа да биде комплетно супранационална. Како една влада, како што е уште на повисоко ниво една светска влада, ама тоа е сега на европската. Ќе одлучува за сите народи внатре. Значи, главната цел е уништување на нацијата, државата нација. Ако ги земете на пример, Франција. Франција е сега со 3500 милиарди во долг, скоро се наближува како со Грција. Само една работа. Од економскиот дел го гледаш. Со самото креирање на еврото, а поред бенефициите што ги донесе истото, да се намалат каматните стапки, да се подобри инвестиционата клима, државите се откажаа од својот суверенитет да имаат своја монетарна политика. И така еден од начините на креирање на супранационална организација беше еврото. Франција и се лимитира можноста за финансирање на својот долг во својата валута со тоа што се креира еврото и се искратија своите суверени права. Ова е само еден начин како тоа е креирање на поголема супранационална организација
прво се направи на финансиски дел и сега си да се направи на политички дел, комплетно да се скратат националните интереси на државите на сметка на креирање на една супранационална ЕУ држава. Да, значи тоа во превод што значи? Значи сите, да кажеме, интереси на народот кои што го засегат во однос на од социјалниот живот, од било што, значи, националните интереси во нашиот случај ќе бидат комплетно ставени на страна под тепих. И сега, под тепих. И сега на пример, ова една влада, една супранационална која што ќе добива, пак ќе кажам, влијание од оваа deep state, од длабоката држава, бидејќи тие се сите пиони. Значи сите се функционери, пиони и председателите и Макрон и другиве, значи не се изберени од народот, некој што мисли дека од Франција дека Макрон изберен од народот, значи тоа може би за мали деца. Бидејќи Макрон пред 3 години тој го немаше никаде. А Франција не е Македонија. Значи во Франција за да дојдеш да се бави со политика и да во политичка партија да се осват множество на гласови, тоа подразбира да се има традиција, да се има еден временски период. А Макрон до 2014 година, ако не се лажам, тој беше во банкава, работеше во Ротшилд банкава, што е, и после дојде како министер го зеде Франсуа Оланд, да социјалистите, и тој само 2 години беше. И после сега тоа е друга тема, да не зборувам понатаму, под лоби на одредени групи, значи го инсталира за промоција на нивните вредности. А кои се нивните вредности? Нивните вредности се што е против нацијава. Против семејството, против самата семејство како семејство што е, сите облици на што владеат против конзерватизмот и на крајот на кришта, историја, традиција, религија, семејство, све е под напад. Све е под напад, бидејќи тоа е главната нина пречка. Главната пречка за да остварат нивната идеја. Се додека постои семејство, фамилија како главна, како јатка на развитокот, тој им се пречи. И затоа сите овие девијации што се во однос на сексуалниот живот, во однос на полот, минување на пол, па и самиот Макрон. А исто родитето еден, родител два, за да нема мајка и татко. Да. Па и самиот Макрон кој што живее со 30 години постара жена, кој што му беше учителка, наставничка. Претходни тука има големи афери во што не може да дојдат до јавноста во медиумите. И самиот Брижит Макрон се толкува низиното дали е машко или женско. Тоа не може да дојде до медиумите, ама тука има многу големи афери. Големи афери. И сега целата е преку вакви го зедав само Макрон. Значи во сите држави, во Канада, земете го и во Канада. Во Канада, Трудо имплементира такви социјални промени и политики што се апсолутно неприфатливи за многу канаѓани, меѓутоа се е супресирано преку медиумите и се имаме една вештачка клима, кај што преку медиумите мислиш дека е еден живот, меѓутоа кога живееш вака со луѓе секојдневно, тотално различна клима владее. Исто така и како што гледам и во Франција. Значи цела Европа, јас тоа имам зборувано повеќе пати. Мислам со повеќе луѓе. Македонија во најсуровата форма е земено во однос на најсурова, најбезоблична и најбезобразна. Значи, така се дадени уцените и заканите да тоа е нешто апсолутно што ние мора да се здружиме, мора да го отфрлиме сето тоа, а и баш тоа безобразие. И тоа е веќе зацртано и претходно, ама се чекаше само одреден момент со одредени луѓе. И сега, зашто велам и на другите места е така, само каде не се падна во оваа сурова форма, каде што во сите држави, европски држави, во сите европски скоро држави, 90%, сите влади кои што се поставени од ист центар. Од ист центар, значи не се од доздоле, не се од гласање на партијеве. Значи, земете политикава на секоја држава, ја спроведува политиката на Европската унија. Во било кој прашање. Што значи? Земете било кое прашање, дали геостратешки, еве сега што се случува со Украина, со Русија, дали за вакциниве, например, што се случува со Светската здравствена организација, сите го имат, мора да го штитат тој. Ова е, например, монетарната политика. Монетарната политика, тоа е главната.
Да. Исто, нема разлика. Кој кажа монетарна политика, например, кога беа ковид кризата, имавме иста политика во Вашингтон како и во Брисел. Значи, принтање на пари без покритие, кој е подот за да им кажат на луѓето да седат дома, да се вакцинираат, за да подоцна сето тоа прерасна во една инфлаторна бран, кој што подоцна ние многу поише го чувствуваме овдека со тоа што имавме инфлација која достигне до 19% во Македонија, а таму немавме толкава инфлација како што имаме Канеше тук. најсурово. Да. Секаш во секоја форма. И значи ова е економскиот аспект, јас ова го кажувам, а и Да. политичкиот ти го објаснуваш. Работава што не е завршена. Значи, патот им е отворен на овие од Европската унија и овие од Deep State, кој што е, дека и сега војна во секој момент може да не се случи исто повторување. Се додека народот не е организиран, не е освестен, тоа ќе не го прават. И пак COVID-1, COVID-2, и тоа може да се случи. И сигурен сум дека ќе се случи. Земите ги што сакам да кажам, например сега случувањата со Русија и со Украина. Може да отидем сега на друга тема, ама само тоа со една минута. Сите европски држави имат и став кој што ако нормално се приспитуваат, не е тој ставот на луѓето. Во однос на Русија и Украина. Да, во однос на војнава. Да. Земете го во однос на ковидот. Исто. Значи, таа политика што велам неолиберална, супранационална, што целта е да не постои воопшто држава, нацијата како држава, каде што државата е нормално бранител, штитник на интересите на култура, на традиција, на историја. Кога ќе нема државава, значи тоа е како водата што оди во корито во реката, кога ќе го нема коритото, значи водата излегува насекаде. И тогаш имаме ние индивиди, слободни индивиди кои што се супер плен на ова неолиберална хегемонија што. Така може да им ги спроведат сите нивни вредности кои што ќе сакат, а нивните вредности кои што ги спомнав и претходно е се што неморално. Значи имаме противставеност на моралот и неморалот, на етиката и се што е против неа. Црното, бело, добро, лошо. Дојдовме до да. И све е извртено. Доброто се приглашува, лошото како добро и намерно се прават инверзија на вистината за да се постигнат овие цели ти кои што кажуваш. Само уште мислам дека сега баш во тој дел, бидејќи оваа тема мислам ќе биде една од најважните теми кои што поради процесите кои што не окружуваат, особено ако се свати за борбата помеѓу суверенистичките интереси и држави наспроти ова неолиберална светска хегемонија. Да, апсолутно. Значи, тоа мислам малку ние на медиумите тешко можеме да го видиме и тука и долу, да се разбереме. Секаде е тоа. Секаде. Еве и во Швајцарија живеа. Секаде. И во Швајцарија сум изненаден малку да кажеме во поблага форма за разлика од Франција, ама не е тоа таа Швајцарија која што имаше своја независна комплетна своја политика кој што не припагаше ни на блоковите и било што. Значи тоа е за жал на секаде, ама има народ кој што се буди, си има, значи почне да тлее и таа разлика кој што постои од официјалниот став на државата, изразена преку власта, преку влада и интересите на сопствениот народ кои што секојдневно се соочуваат со своите основни проблеми, разликата е драстична. И сега се оди на тоа на прикривање бидејќи медиумите тоа не го одразуваат, ама чашата ќе прелие. И кога ќе прелие чашата, тогаш ќе бидеме сите на некој начин затечени што се случи. Како тоа одеднаш се случи тоа што ќе се случи. И затоа јас мислам на секој од нас е да мора да се информира по своји канали. Значи, да не го прима здраво за готово тоа што е од телевизија, бидејќи правите информации сега и благодарејќи на социјалните мрежи било што, значи можеме да ги добиеме во многу по разни канали. Па и да не чуди, например сега пак се навраќам на друга тема. Во Франција го затворија пред еден месец, пред 3 недели на основачот на Телеграм. Дуров. Да, за името. Да, а зошто го затворија? Значи, ево спротивност
со јавните медиуми кои што се пласираат во цела Европа. Телеграм имаше некој вид слобода. И сега особено во однос на Русија, Украина, значи тука малку се одличуваше и сега му направија голем притисок и сега треба да поведе посебна своја реорганизација во Телеграм за да направи контрола на информациите и чистење на информациите. Збор што ми е секој празен простор со сопствено размислување, кој што на некој начин ги одразува интересите на народот, на луѓето, се сузбива во корен. Апсолутно. Еве чист пример за нашиот канал. Имав интервју со нашиот адвокат кој не застапуваше во судот за правда. Тоа интервју има многу мала гледаност во однос на остатокот што го имаме, тоа е едно, а второ, јас сакав да го рекламирам на Facebook, имаше забрана за рекламација. Не ги исполнува стандардите. А што говоревме ние на тоа интервју? Вистината. Вистината дека во Европа владее дискриминација. Дискриминацијата е институционална, насочена против македонците во Бугарија. И тоа не смее да се прикаже. И тука е нашиот, тоа е една вид на борба, што ти га кажуваш, што, например, ја имаме овдека, против системот, уствари како системот има своји мерки да ја супресира вистината. За да не се прикаже, имаме ни медиуми кои промовираат лага, про-ЕУ, про-НАТО, политика која условно е антимакедонска во овој случај, затоа што треба да го почитуваме Преспанскиот и Бугарскиот договор. За Преспанскиот договор кога сме веќе апсолутно, да. Дали има иднина Преспанскиот договор за нас македонците? Значи, јас сум еден од организаторите кои што се боревме против тој Преспански договор. Да. Мислам, сме многу насекаде во светот. И јас сум задоволен што сите тие луѓе, правите организатори кои што бевме во тој дел, не го променио своето мислење. Не ни можеш да го промениш. Сега има некои, како што реков, за тој Преспански договор е еден од, мислам вчера или онеден имаше овдека во Македонија чествување дека не е добар договор, дека не е поволен договор, ама се остана на тоа. Нашиот став на координативното тело на македонците во свет, па и воопшто земено на македонците гледам како кои што се разбудени, тој договор, значи треба по секој цена да се раскине. Апсолутно. Треба да се оди на тоа да се раскине, значи ставот на владата, јас воопшто не се согласувам со нивниот став на некој начин перципирање на реалност. Преспански договор дека е реалност и дека сакали не со тоа да се помириме. За жал, гледам дека се оди со големо темпо на тоа е целта на ВМРО ДПМН да го разбие отпорот и да ја разбие секоја идеја дека ние можеме да делуваме спрема нашата политичка волја. Тоа е да прво идејата беше да амортизира тој национален набој што се створи со Преспанскиот договор и нивната политика беше да го земе и потоа да го разводнува на секој начин. А сега кога се на власт да го супресира целосно. Успева, за жал, што реков. Да. И гледам нема отпор за во однос на тој дел, ама треба да се работи на тој Преспански договор, на раскинување. Ние сакаме да поведеме некоја акција и однадвор да видиме како тој преку направен начин како тоа може да се направи, бидејќи се додека треба да бидеме свесни. Се додека постои нелегален чин во легалната сфера на живење, се до тогаш ние ќе живееме во заблуда. Што тоа значи? Се додека ние се помируваме да го легализираме Преспанскиот договор кој што не легален. Сите знаеме по какви форми се донесе. Јас живеам во Европската унија 30 години. И сега, ако јас премолчам за тој Преспански договор и да велам, окей, тоа е реалност, јас сами од себе се одрекувам од мене, од моите вредности. Зошто? Не можам да го легализирам нелегалното, прво лично за мене, а да не зборувам на национална основа. И сега ние Преспанскиот договор, се додека постои,
Тоа е секој ден уништување на македонецот во секоја негова форма. Точно. И сега еве ставот на власта владата ВМРО ДПМН ја добија власта најмногу на патриотството, нели? Македонија на горда. Македонија. А како ќе бидат Македонија горда со прекинување на Преспанскиот Значи, договор? Ако Тоа можам чисто порака, едно. мислам да дадам на луѓево, значи не е проблем дали ќе се гласа за ВМРО или за некој друга. Најважно со ставовите кои што секој во себе ги има, да биде активен и понатаму, не сега само да се чекат на избори, него да се организира во организирање, штом неговите интереси се на некој начин загрозени, треба да се реагира. Како да се реагира? Ако владата каже дека е реалноста, Преспанскиот договор е реалност, со тоа треба да се помириме, сите оние кои што претходно, кои што биле со, мислам, кои што претходно и сега, се со тој македонски патриотски дух, а гласали или се во партијата на ВМРО ДПМН, значи треба да излезат они да бидат организатори во самата партија. Во било која партија, сега дали ВМРО, дали во било која друга партија, мислам партија што постои, за да се отпочнат што е можно да создадат услови за да се работи на раскинување на Преспанскиот договор по било која цена. Не сега вие кажат, ама ние со Европската унија не ни дозволува и нема да им дозволи. Никогаш тоа нема да се случи. Да. Значи така се размислува, мислам на таков начин и треба да се работи со тие сили кои што за жал не се во парламентот. Еве сега гледам левица, има некои стави кои што им парира, ама има и вон парламентарни сили, партии кои што за жал поради финансиски средства и не знам што како, значи не може да дојдат, ама тие имат идеологијата во однос на Македонија. Во сите тие 4-5 партии кои што се наврод ова, земете ја, сите се против Преспа. И сега, значи, реков за Преспа, тоа е многу важно, значи да не се помириме, да не ја зацементираме, да не ја преципираме како реалност, како што ја преципира владата и во однос на бугарскиот договор, значи тој треба воопшто да не се ни разговара понатаму, бидејќи надвор, значи Бугарија не зависи од еден човек, нивното мислење. Бугарија има свој државен став кој што во парламентот е изгласен 100% во однос на Македонија. 2019 година 18 октомври дадена е таа резолуција каде што они имаат чисто антимакедонски црвена линија, чиста јасна, ние не постоиме како независна нација, ние сме бугари и иначе завршено, значи нивниот став нема што да се умилкуваме, што се правиме на зор, се правиме дека не ги разбираме некои нешта. Значи, и од таа нема мрдање, тоа е нивниот национален консензус и црвена линија за нас. И сега секој пат, така наречен политички пат иде кон Европската унија, треба да се соочи со таа реалност. Да. И секој буткање на агенда која е проевропска е антимакедонска. Да. Затоа што треба да се сложиш со нешто што не е против нашите интереси, а европскиот пат се сервира како еден национална стратешка интерес, која апсолутно не е точно. Значи секој доаѓаме до Европа. Да. Затоа вела за Европа со како еден вид најдобар десерт и било што кој што обвиткан со привлечен поглед, а внатре е отровот. Значи за мене Европската унија е тоа. Значи само секој ние кога почнеме да зборуваме за македонските вредности, ама Европската унија. И секој доаѓаме до Европската унија. И секој за таа Европска унија ние сме приморани да направиме нон-стоп концесии. Во однос на што концесии? Не на албанството, за намалување на некои албански права, него во однос на македонизмот, во секоја некова форма. И тука за тоа треба, значи, еднаш за секојаш да се направи, нека се повика на конференција, да се види да се соберат сите сили кои што постојат, не само во парламентот, него силите кои што се надворишни, внатрешни сили кои што извират од народот, да се види кој е точно став, кои се тие црвени македонски линии и да се знае точно кога се зборува за Европската унија, кои се тие црвени линии што не треба да се уопште не треба ни да се разговара по тоа прашање. И тогаш да се работи на тоа, да имаме отворени пријатели, соработка со БРИКС. Зошто не со БРИКС? Зошто Европската унија? Читав пред еден месец, тој го знаев, во однос на ставот за, нели сега има ембарго за Русија од цела Европска унија. Да.
А Европска унија 14 рунди на санкции и за жал Македонија се да, приклучи бидејќи кон мора да надворешната политика и ја следи надворешната политика на Европа и сама себе си пука економски со не соработкувато со Русија. А Европската унија тоа не е неизин став, мислам, тоа е вазалство, како ние сега што сме вазали на нив, они се вазали на американциве. Точно. И сега што Тоа е, е мислам, само една екстензија на надворешната политика на State Department. да, Затоа точно. што точно се en sync и е во една унизија, кохезија. Конкретно, значи има за нафтава, нели, за ове санкција. Да. Сега што се прави? Значи, сите европски држави зависат од нормално Германија, најмногу, ами и другиве, од енергиите во руските ресурси, кои што се до сега Европа до пред 2-3 години се снабдуваше. Поради вазалството на Америка, Америка што им направи? Им направи на сите да почитуваат таа препорака. Не препорака, него тоа е обврска да има санкции за Русија, значи и на нивна штета. Значи, бидејќи енергијата, они беа со ефтина енергија од Русија. Целиот европски рад се базираше на ефтина руска енергија која доваѓаше преку гасоводите или па со да, купување и сега на нафта. они што направат преку други земји, Русија извози енергија на други земји, Во Индија, во доаѓа конкретниот во случај, Америка, да, и Америка им е препродава на истите европски држави Поскапо. три пати повеќе. да. Значи тоа е веќе и сега луѓето видео, вие ќе не правите нас при здрав разум што се вели. Дали е Макрон имаше изјава минатата недела што кажа дека Европа е мртва, така некако. Не, Дали е во тој контекст дадена таа изјава? Тој ја имаше Европа е мртва пред кога беше Трамп уште. Да. Тука пред 3-4 години во однос на овој дел дека сака да каже дека Европската унија како што Македонија не располага ни со ресурси, ни со одбранбена војна моќ. Да. И поради тоа што си слаб и немоќен, може да бидеш вазал на некој. А вазал ќе бидеш на штета на самиот себе. Да. Што е? Сега со Макрон кога кажа, тоа е друга политика, Макрон сега пред 2 дена, нели што тој почна да го менува својот став само за да најде свој начин на политичко обстојување. Да, во однос на политиката што се случи со Блискиот Исток, со Израел, за прв пат Кажа дека да не се снабдува Израел со оружје. И што се случи како последица? Тотал, каде што е нафтената рафинерија во јужен Бејрут, во Либан, истиот момент беше бомбардирана. Значи, мислам на некој начин да не ја продолжуваме, мислам, темата што е, најважно е како поука од сето ова да се вратиме на корените, на нашите македонски корени, на нашите интереси и од доздола нагоре да градиме нашава политика, значи политика на добрососедство, политика на кооперација, на соработка со оние што прво што те признаваат. И што респектираат. Значи најнормално, аз не знам, пак ќе кажам, значи 30 години живеам во Европската унија, во Европа, во Европската унија, во Швајцарија. Значи прво и основно било кој човек, значи за комуникација, за кооперација, за соработка е признавање. Значи ме признаваш таков како што сум или не? Не ме признаваш, одиме по друг пат. Мислам, завршува разговор, тука разговорот завршува. Јас не знам. Тука се гледа колку човекот се само почитува. А на ова тоа е, ние се почнуваме до индивидуа, а до совршуваме со една држава. А премиерот и председателот во овој случај се репрезенти на целиот на тој народ што живее во државата. И ако премиерот прифати предавнички договор, чие имплементација подразбира понижување на нацијата, он го прифаќа, тоа говори за неговите вредности. Тоа говори за вредностите на нацијата. Тоа говори за бранење на неговите интереси, колку он е спремен да ги брани истите. И со самото тоа што новата влада го прифати, се гледа кај ќе иде овој брод понатаму. Па, уште еден-два збора за новата влада. Секој дека ние овие 7-8 години што
со протести по Европа и насекаде. Целта, мислам, едно од нив беше власта која што беше во Македонија, северната власт, мислам, предводена од СДСМ, значи да падне. Тоа ни беше целта. И тука бевме, да не кажам, заеднички, повеќето, скоро сите бевме со иста цел. Значи, прво беше да падне владата на Заев, за да имаме колку толку наша влада. И сега, сите беа со некој начин, мислам сите повеќето, со тој став дека промените ќе настанат. Да, настана некои промени, ама во однос на тоа што се ние боревме, во однос на македонските вредности, нема никаква, за жал, нема никакви вредности. Тоа мене не ми изненадува, бидејќи ние имавме некои разговори во текот на последните 4-5 години со власта од нив, тогаш ги видовме на која страна ќе одат. Значи, секој разговор што го водевме, од моментот кога ќе го кажеме Преспанскиот договор, и разговорот завршуваше тука. Значи, на нас не беше јасно дека тие нема да го дират Преспанскиот договор. Апсолутно. И сега некои си разочарнени. Викам, тие Не, апсолутно. Мислам, во тој правец тие беа реални. Реални, мислам, не лажеаш. Некој може да каже дека ама сега променија. Не, тие во клучните моменти кога беше за пописот. Ако се сеќаваш, значи тогаш направија се пописот да помине. Да. И да се креира оваа лажна перцепција дека албанците ги има 25%, да. А со ние што што се дел од нас кој бойкотира, ние не бев тогаш. Меѓутоа дел од македонци кој го бойкотира беа ставени на страна и се воведе тој балансер од 32%. Да. Штетите сега ги трпиме. Мислам тоа е веќе во претходна комуникација и соработка и со други политички субјекти, кои што сега се на власт, нели коалицијава, тоа мислам ни беше јасно, бидејќи се направи да се угоди на нивните интереси. Да. На нивните интереси и од тогаш ние знаеме дека каде ќе се движи, која е маржата која што има партијата. Ќе има маржа, на пример, во однос да зборува за некои локални проекти таму против овие од владата на Заев, ама што се несу за круцијалните проблеми, круцијалните прашања, тука нема никаква разлика, бидејќи земете го и ставот на партијава кога Преспа беше донесен, кога бевме пред собрани во 2018-2019 година. Каде беа? Значи ги немаше никаде и тогаш, беа опозиција, најголема опозиција. И за референдумот, кој ставот беше на партијата за референдум? Секој да гласа. Од таа страна они мислам дека реални беа, реални беа во однос на тоа сега како се однесуваат, тоа е како продолжение на претходно нивното действување и од тоа не сум изненаден воопшто. Значи не сум изненаден, знаев дека политиката на новата влада ќе биде во таа насока, за цементирање на Северна. За цементирање на Северна сега и со возачкеви, и со пасошеви, и со сите тие нешта. И тука во тој дел, значи мораме ние да, како и Нестор што каже, тој оган, мораме ние да го држуваме. Не само да го држуваме, него да одиме едно скалило понатаму во еден добар организиран решителен отпор кој што ќе донесе резултати, како што кажам, резултати конкретни во однос на Преспанскиот договор, како се направи да се раскине Преспанскиот договор, на сите можни начини, за бугарскиот и да не зборувам, и полека враќање на сите изгубени атрибути на Македонија. И да се гледа, да имаме поглед, соработка со Русија, секој соработка со Русија, со БРИКС, кој што се сега. Соработка со секоја земја, од чија соработка ќе имаме економска добит. Затоа што имаме едно најмалите стандарди во Европа и не можеме ние да се исклучуваме од можностите за поголем раст. Секоја соработка е добро дојдена, ја берам така го гледам сето тоа. Да, имаме квалитетни луѓе кои што само треба да им се обезбеди услови за да размислуваат слободно нивниот концепт кој што постои, дека не се во оваа Европска унија, бидејќи на секој чекор, секој разговор се зборува, ако ви имате некој размислување, концепт за идеен развој, и веднаш велат, тоа е во расчекор со Европската унија. Значи на секој можен чекор се доаѓа до Европската унија, а како што кажав, што ме спомнеш Европската унија, тоа значи губење на македонизмот во секоја негова форма. И тука тој пат да се бара
еве Европската унија отворена, не сме против Европската унија, да кажеме. Еве и нашите црвени линии, како што ги има и Бугарија. Тие се нашите црвени линии, сакате да помогнете во судството, еве од 2% до 100% давајте предлози овдека. А они се овдека цело време, 30 години се. Во кој домен, друг домен? Во било кој домен, ќе ги примаме тие, него чепкате нашето суверено национално право, кој што е едно од загарантираните права на секаде. Значи, кога зборуваме и што тоа, Европската унија и Обединените нации, зборуваме за нација. Значи, територија не влегува ни во Европска унија, ни во Обединените нации. Значи, држава влегува, а секоја држава си има своја нација. А во неа нормално има различни етнички групации, групи кои што се. Значи, ние не можеме сега, еве и Мицковски, мислам, владата, влегува на тоа дека ние сме етничка заедница. Не сме етничка заедница, ние сме народ. Значи, после имаше етнички заедници што постојат. Еве, само што тоа, во Швајцарија, каде што е федерална држава, конфедерација, оние ја викат, кој што е составена од 4 народи, 4 уставотворни народи, значи не француски од него, швајцарци кои што зборуваат француски, швајцарци кои што зборуваат германски, италијански и уште еден има романш. И они влегле во сојуз на Швајцарија. Значи постои швајцарска нација. Постои едно знаме, постои една историја. И тука сите се чувствуваат швајцарци, иако нема јазик швајцарец, иако нема еден кој што, како ние, например, македонците, кои што сме монолитни во таа страна. И сега има во Женева 180 националности. Мислам, националности од други етнички групации. И сега сите тие значи, кај нас имаме колку? 3, 4, 5. Не можеме да се справиме. А они, ако сакаш, например, да влегуваш во системот, значи мора да ги задоволиш критериумите за добивање на државјанство. Државјанство, швајцарско државјанство. А кој си тоа? Значи да го почитуваш уставот, да го почитуваш за законите, да не бидеш осудуван, сите тие, мислам, нешта кои што се. Значи во секоја држава, значи ако ние само ја земеме таа правна основа на некој начин од Европската унија, кој што не е со двојни аршини, кој што треба да се почитува, тогаш ниедно барање од вие, од албанците, од албанското малцинство, ќе дојдеше до израз како што е сега. Земете го двојазичноста, законот за двојазичност, како е донесен, на кој начин е донесен. Јас се сеќавам 2016 година бевме на протести овдека за тоа. Значи се поминува, се што помина на нелегален начин. А Европската унија е таа кој што ги има сите алатки. Така непринципилности покажува има овдека во име на така наречената Европска унија се гази цело едно право на цел народ. Драган, благодарам што беше мој гостин, наш гостин овдека. Прекрасен разговор со тебе имав. Во секој време кога си во Македонија, наше студио отворено за тебе. Благодарам уште еднаш што беше наш гостин. Се надевам ќе се видиме за кратко време, кога ќе дојдеш следниот пат. Благодарам што не следевте во овој прекрасен разговор. До следното јавување, се најдобро.